Здраво, здраво и добре дојдовте на новото видео на YouTube каналот за учење германски јазик, Учете германски. Во ово видео ќе се позанимаваме малце повеќе со родот на именките во германски јазик, поточно како според некои карактеристики на зборот, на самиот збор, значи на самата именка, да го препознаете родот на именка. Во германски јазик, како и во повеќето јазици, постојат машки, женски и среден род. Машкиот род се обележува со определениот член der, женскиот род се определува со определен член die и среден род со определен член das. Значи тие се обележијата на родовите. Der за машки род, die за женски, das за среден род. Доколку барате во речник, Wörterbuch, може да ги најдете кратенките за родот на именките, например, за машки род во заграда најчесто ќе пишува м, за женски род во заграда би пишувало ф и за среден род ќе пишува н. Скратените од маскулин, феминин и неутрал. Како пример, неколку пати го имам кажано онлайн речникот makedonish.info, ќе ви прикажам преку скриншот како би изгледало прикажувањето на родот доколку го употребувате, доколку користите и вие тој онлайн речник. Makedonish.info, например, го пишуваме зборот man. Кога ќе го напишеме зборот man или во превод човек, маж, во германската форма ќе видиме дека тука во заграда ја има буквата м или м, што значи дека е од машки род. Доколку, например, пишеме house. House во превод куќа или дом, кај германскиот збор, значи кај германската форма во заграда пишува н, значи среден род. Родот во германски јазик е прилично важна особина на именките и особено за понапредните нивоа би требало да се знае колку што може повеќе родот на именката. Тука ќе кажеме за некои карактеристики на именките според кои што би можеле да ги препознаете од кој род се именките. Значи според карактеристики или обележје на самата именка. Да започнеме со машки род. Например, именки од машки род секогаш се, што е логично, биолошки определените именки. Например, ман, студент, фата. Деја ман, деја студент, деја фата. Маж или човек, студент, татко. И биолошки се определени да се од машки род, секако и граматичкиот род им е машки. Исто така, некои професии, доколку ја имаат машката форма, например, архитект, лекар, механичар, нели секако постои женска форма, архитектка, лекарка или докторка, механичарка, значи ги има и женските форми, што секако дека доколку ја има женската форма ќе биде именка од женски род, меѓутоа доколку ја има машката форма ќе биде именка од машки род. Овие две групи се биолошки определени да се од машки род и секако и биолошкиот и граматичкиот род е машки. Покрај биолошки определените карактеристики, да речем, на именките, исто така има и некои други карактеристики со кои што ќе се определи именката да е секогаш од машки род. Например, страните на светот. Во примеров дадени Вестен, Остен, Норден и недостасува уште Зюден, сите 4 страни се од машки род. Значи деја Вестен, деја Остен, деја Норден и деја Зюден. Исто така, денови, месеци и годишни времења. Tage, Monate oder Jahreszeiten. Сите тие се од машки род. Der Montag, der März, der Winter, значи понеделник, март, зима. Понеделник како ден, март како месец, зима како годишно време. Сите тие денови, месеци и годишни времења се секогаш од машки род. Во оваа група на именки од машки род исто така спаѓаат и речиси сите реки надвор од Германија. Außerhalb Deutschlands, also fast alle Flüsse außerhalb Deutschlands, речиси сите реки надвор од Германија, речиси сите се од машки род. Der Nil, der Amazonas, der Ganges, значи Нил, Амазон, Ганг, сите се од машки род. Речиси сите планини, fast alle Berge, Kilimanjaro, Mount Everest, Везув, исто така и тие се од машки род. Niederschlag, врнежи, der Regen, Schnee или Hagel, дожд, снег, град, исто и тие се секогаш од машки род. Во продолжение ќе кажеме и некои карактеристики според завршување, значи според завршетокот, завршниот суфикс на именката, кои од нив се од машки род. Например, именки што завршуваат на линк, der Liebling, der Schmetterling, der Lehrling. Доколку завршува на линк, е секогаш именката од машки род. Исто така, доколку завршува на измус,
комунизмус, капитализмус, хиндуизмус, значи измус секогаш машки род. Исто така доколку завршува на их, der Teppich, der Kranich, der Deich, завршува на их, машки род. Некои помалце користени суфикси се исто така ig, end, ia, ist, or, iker, ast и oir. Доколку именките завршуваат на некој од овие суфикси, тогаш именките голема е веројатноста дека се од машки род. Овие се карактеристиките на именките за машки род. Во продолжение ќе ги кажеме карактеристиките на именките од женски род. Како што претходно кажавме, биолошки определените од машки род, исто така и тука биолошки определените од женски лица се од женски род. Die Frau, жена, нели женски род. Die Lehrerin, наставничка или учителка, исто така од женски род. Die Schwester, женски род. Исто така и женските професии, тоест женските форми на професиите. Архитектка, секретарка, хотелиерка. Или во македонски како што се тие наставките К. Биолошки род женски, исто и граматичкиот род е женски род. Претходно кај именките од машки род кажавме дека речиси сите реки во Германија, речиси сите реки надвор од Германија се од машки род, додека речиси сите реки во Германија се од женски род. Die Elbe, die Donau, die Isar. Една од поголемите реки во Германија, Рајна или der Rhein е од машки род. Тоа е како исклучок. Fast alle Flüsse. Речиси сите реки во Германија, значи во Германија се од женски род. Исто така од женски род секогаш се називите на цвеќина, бродови и марки на мотори. Орхидеја, die Titanic, die Kawasaki. Секогаш се од женски род. Исто како што кај машки род, кај именки од машки род што завршуваа на линг, измус, их и останатите што ги кажавме, наставки или суфикси, исто така има карактеристики за именки од женски род. Значи, доколку именката завршува на некој од овие наставки, секогаш е од женски род. Heit, kite, schaft, ion, ung, поредко користени ants, ik, tet, ua, ai, zis, ive, ade. Доколку завршува на овие суфикси, голема е шансата, ако не и 100%, од именките да се од женски род. Значи на Heit, например Einheit, Freiheit, Gesundheit, на Kite, Geschwindigkeit, Möglichkeit, Einsamkeit, на Schaft, Wirtschaft, Landschaft и да не одговлекувам со останатите надолу. Исто така и за среден род, неутрален омен. За именки од среден род, нели биолошки нема определени од среден род, затоа има само граматички род од среден, именки од среден род, например, боите и имиња, тоест називи на хотели. Das Rot, или das Grün, или das Schwarz, било која боја, доколку се каже како именка, ќе биде од среден род. Називите на хотелите, das Hilton. Именки кои што се добиени од глаголи. Например, номинализирунген се тоа, именки кои што се добиени од глаголи. Например, rennen, laufen, rechnen. Исто така постојат како глаголи rennen, нели? Тркање, laufen, трчање, rechnen, сметање или рачунање, доколку се направат како глаголски именки, тогаш во секој случај се од среден род. Значи, за да се направат такви, за да се направат глаголски именки, едноставно само неопределената или инфинитивната форма на глаголот се именизира, фактички се номинализира во среден род. Исто како и претходно во машки и женски род, и во среден род има карактеристични суфикси, тоест карактеристични наставки на кои што завршуваат именките, што ги означува како именки од среден род. Доколку именката завршува на шен, line, ment, ink или поредко tel, in, tum, o, ma, et, тогаш се од среден род. Например, Mädchen, Brötchen, Zeichen, значи завршува на шен, среден род. Кај Mädchen може малце да ве буни, Mädchen, нели се преведува како девојче, завршува на шен и е од среден род. Исто така Line, Fräulein, Blümlein, Männlein, исто и тие се сите именки од среден род. Инструмент, експеримент, сите тие се именки од среден род.
или допинг тайминг тренинг. Претежно овде станува збор за имења кои што се од негерманско или од странско потекло, претежно од латинско потекло, во редок случај и од француско потекло. Меѓутоа, во секој случај именки кои што се од странско или негерманско потекло се именки од среден род. Тука имаме една кратка вежба, во продолжение на ово видео ќе го видите и решението на вежбата. Најпрво да ја објаснам вежбата, значи имаме неколку зборови дадено според нивните карактеристики што ви определивме претходно, тоест што ви кажавме во видеово. Ваша задача е да ги одредите која од овие именки во кој род е. Значи, der, das или die, едноставно направете си една мала табела и определете ги која именка во кој род е. Тука ви препорачувам да го паузирате видеото, да ја решите вежбата, во понатаму ќе ви објасниме и родот на именките, ќе го видите прикажано исто во табела и ќе го анализираме на кој начин се добиени, да речем сме се одлучиле за тоа именката да е во дадениот род. Слободно паузирајте тука, решете ја вежбата и ќе продолжиме со објаснување. Тука може да видите решената табела. Одиме поред. Децемба, машки род. Месец. Кажавме, сите месеци се од машки род. Оптимизмус завршува на измус, машки род. Сите што завршуваат на измус се од машки род. Винта или зима, годишно време, машки род. Ausbildung завршува на унг, женски род. Музика, музичар. Машка професија, машката форма на професијата музичар, машки род. Вестерн, запад, годишно време, страна на светот, сите страни на светот беа од машки род. Фернзеен, гледање ТВ, гледање телевизија. Именка добиена од глагол, среден род. Јули, месец, сите месеци машки род. Зюден, југ, страна на светот, исто така машки род. Вршен, завршува на шен, среден род. Меац, месец март, сите месеци се машки род. Хеапст, есен, годишно време, сите годишни времења машки род. Електрикер, електричар, машката форма од професијата електричар, машки род. Ausstellung, завршува на унг, изложба, женски род. Сите што завршуваат на унг, како претходно Ausbildung, женски род. Schüler, ученик, биолошки определено машки род, исто така граматичката категорија машки род. Schwesterchen, сестричка, деминутив од швеста, завршувам шен, среден род. Есен, именка добиена од глагол, јаде, јадење, среден род. Пензион, завршува на ион, женски род. Сите што завршуваа на ион се од женски род. Цвилинг завршува на линг, среден род. Lösung, решение, завршува на унг, женски род. И репаратур завршува на ур, именка од женски род. Тоа беше накратко се што би сакале во ово видео да ви кажеме за родот на именките во германски јазик, тоа за некои карактеристики и обележја на самата именка, значи на самиот збор, од кој што можеме да го видиме родот на самата именка. Се надеваме дека ви се допадне и ова видео и дека ќе ви се најде како корисно. Не заборавајте да се претплатите на нашиот канал, да кликнете на видеото subscribe, да исто така доколку сакате да добивате известување за сите наши нови видеа, до копчето subscribe има звоно, кликнете на звоното и ќе добивате нотификација за секое наше ново аплодирано видео. Се надевам дека ви се допаѓа нашиот канал и нашите видеа. Не заборавајте, учете германски. Чус!